Од понеделник почнува функционирањето на платниот промет во Македонска пошта, преку кој граѓаните ќе можат повторно да ги плаќаат своите сметки и да вршат други плаќања во готово. Согласно договорот подпиша меѓу Македонска пошта и Халк банка АД Скопје, која беше избрана за банка преку која ќе се одвива платниот промет на пошта. Халк банка ја исполни својата обврска според која до 1 март требаше да го имплементира системот за наплата за Македонска пошта. Платниот промет во првата недела ќе биде достапен во повеќе избрани подружници на пошта, и тоа во Скопје 1 и Скопје 2. Подружниците во Тетово, Гостивар, Кичево, Охрид, Битола, Прилеп, Кавадарци, Велес, Гевгелија, Струмица, Штип, Кочани и Куманово. Во текот на март услугата ќе биде достапна во сите останати единици на пошта. Плаќањето во готово преку шалтерите на пошта ќе биде со особено поволни провизии, односно 35 денари за плаќање на сметки и други режиски трошоци, додека висината на провизиите за уплати кон буџетски установи е во зависност од износот кој се уплаќа. Со оглед на широката мрежа на експозитори и тоа во места во кои граѓаните немаат друга можност за вршење на трансакции од платниот промет, од пошта очекуваат дека предпријатието во многу скоро време ќе се врати на првобитната позиција која имаше до пред неколку месеци, каде се одвиваше 25% од вкупниот платен промет во државата. Според најавите, во скоро време комитентите на Халк банка на шалтерите на пошта ќе можат да вршат и директни плаќања од своите сметки, а ќе бидат овозможени и други банкарски дополнителни услуги.